Председателот Ѓорги Иванов е добитник на годинешната меѓународна награда Иса Бегисаковиќ, што Босна и Херцеговина секоја година ја доделува на европски државници. Оваа награда е примам како признание за Република Македонија и за македонските граѓани. Ова признание е особено значајно, бидејќи е посветено на голем визионер кој зад себе оставил трајни материјални и духовни мостови на мир, соживот и соработка, истакна председателот Иванов по добивањето на наградата, што синоќа му беше врачена во Националниот театар во Сараево. Министерот за надворешни работи Никола Поповски денеска престојува во посета на кралството Холандија, кој е актуелен председавач со Европската Унија. На агендата на посетата на Поповски се и средби со шефот на дипломатијата на Холандија, Берт Коендерс, со председателот и членовите на Комисијата за Европска Унија на Холандскиот парламент, како и со раководството на Институтот за надворешни работи во Клингендал, каде што ќе одржи предавање пред студентите. Председателот на владата на Република Македонија Емил Димитриев денеска одржува координативен работен состанок на тема Акцијски план за реализација на итните реформски приоритети. 43-годишниот Рубинчо Ујгуновски е надвор од животна опасност и ке се лекува во клиничкиот центар во Скопје, информираат од Прилепската градска болница. Ујгуновски ноќеска по сообраќајната несреќа во Прилеп беше префрлен во болницата. Тој е возачот на автомобилот Опел Астра кој што ноќеска излета во градска река во Прилеп, при што загина неговата сопруга. До несреќата дошло во 1 часот пополнок, кога од се уште непознати причини возилото ја пробило оградата од малиот мост на градска река на периферијата од Прилеп и завршило во реката. Индустријското производство во период јануари-април оваа година во однос на истиот период лани е поголемо за 8,7%, соопшти Државниот завод за статистика. Во април годинава пак, во споредба со април минатата година, индустријското производство е поголемо за 3,6%. Малопродажната цена на бензините од ноќеска на полнок се зголемува за 2, а на дизелот за 3 денари, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Според донесената одлука, новата цена на Евросупер БС 95 ке изнесува 64 денари за литар, Евросупер БС 98 за 66 денари, а Евродизелот ке се продава по 50 денари за литар. Меѓународниот аеродром Конрад Аденауер во Келн ги пренасочи сите летови поради насилно преминување на непознато лице во безбедносната зона без да помине на граничната проверка, пренесуваат германските медиуми, а се повикуваат на информации од федералната полиција. Инцидентот се случил на првиот терминал, каде што во моментов се одвива евакуација на патниците. Сите авиони се вратени на терминалите, а оние кои што требале да слетаат во Келн се пренасочуваат.